Среќна стара нова година. Не. Среќна нова стара. Чекам се. Нова или стара беше оваа, бе? Или и двете. Ама звучи малце контрадикторно, стара, нова. Ми текна. За да не звучи контрадикторно, ќе кажете вака. Среќна стара нова година. Значи тоа нова година ќе го кажете позбиено и побрзо, за да се знае дека таа нова година е стара. А зошто е стара ќе објасниме во ова видео. Стара е затоа што се води според стариот јулијански календар, каде што нова година се паѓа на 14 јануари. А новата година што ја дочекавме на 1 јануари, таа е според новиот григоријански календар. Зошто два календари? Друга тема, ама ја имам едно прашање. Ако ова стара нова година се нарекува стара затоа што е по стариот календар, тоа зошто Божик не се нарекува стар Божик? Така? Ако ова е стара нова година, и тоа треба да биде стар Божик, бидејќи нова година и Божик се знае кога се. Според григоријанскиот календар се на 1 јануари нова година и 25 декември Божик. Сега некои знам дека ќе фрлате камења и стапови по мене, зошто кажав дека тоа е стар Божик, а тоа е новиот Божик, ама тоа се календарите. Извинете, не ги измислив ја. И пред да ме осудите како некој неверник, што е против традицијата, против православието, но тоа воопшто не е така. Тоа е многу нечесно да се каже, па дури и лукаво, сега ќе ви објаснам зошто. Прво, многу православни цркви, како бугарската, грчката, го слават Божик на 25 декември, според новиот календар, што тие не се православни, така ги наречеме. Второ, ако веќе мериме кој календар е поверски, стариот јулијански календар го нарекуваме јулијански затоа што бил направен од Гај Јулије Цезар, кој што бил паганин. Новиот григоријански календар го нарекуваме григоријански затоа што е направен од папата Григорий. Сега, кој е поверски тука? Кој е поголем верник, паганот или католикот, папата? Сега, каков таков бил сепак христијанин, така? Водел црква. Така што не е дискусијата воопшто кој е поголем верник или кој е помал верник. Работата е календар, тоа е астрономија. Календарот спаѓа во доменот на астрономијата, тоа е наука, тоа мери ротацијата на земјата околу сонцето. Новиот григоријански календар е 32 пати попрецизен од јулијанскиот календар. Нормално, нов во 16 век направен, кога астрономијата била поразвиена. Јулијанскиот е направен 46 година пред нашата ера. Плюс, има и други придобивки ако Македонија интегрално го примени григоријанскиот календар и си ја слави нова година на 1 јануари, а Божик на 25 декември, како останатиот дел од светот. Например, кај нас во Македонија, во декември фокусот ни е на новогодишната ноќ. Кај ќе славиш нова година, кај ќе биде за нова година, на најлудата ноќ, колку луѓе завршени на токсикологија за најлудата ноќ. Нели, сите сме фокусирани за нова година и ќе си строшиме и спуцаме за нова година и после онака сме за Божик. Се опаровуваме за Божик. И плюс има и друг проблем, а тоа е Божикниот пост. Луѓето што сакаат да си го држат Божикниот пост се малце стаени во неврано. Сега сите пријатели за нова година ќе идат, ќе се журкаат, ќе прават предновогодишни забави, на кои што ќе сака некој да испие на чашка нели винце, пиво, а овие бидејќи постат, не е само алкохолот проблем, дали ќе се напиешти. Туку сите тие гозби, мрсност, забава не се во духот на постот кој што се бара на скромност, понизност и чека до исполнување на постот за да почне забавата. Така што во другите земји е многу полесно решено тоа. Го става Божик си доаѓа пред нова година, цел декември е со божикни песни, божикни филмови, божикни представи, луѓето го осеќаат Божик во секојдневните активности, а после е нова година. И затоа викаат Merry Christmas and Happy New Year. Ке нас е среќни новогодишни празници. Кај е новогодишни празници? Кај е тука Божик? Не разбирате? Така што има многу придобивки, не е работата само слепо да се држи до некоја стара традиција, туку е многу важно да се погледне во суштината на верата и во придобивките. А ако Македонија се реши да се води по новиот календар, секако дека има опозиција, инерција, луѓето ќе бидат инертни да го прифатат тоа ново, но се си бара време, храбра лидерска одлука. Да, на почетокот ќе ни биде чудно Божик пред нова година, ќе си го викаме овој стар Божик, ама веројатно за неколку, за една декада одма ќе се смени и ќе има придобивки. И идните генерации ќе ни бидат благодарни. Тоа е моето размислување, тоа не мора да биде вашето размислување, повелете, напишете го вашето размислување во коментари. Ви благодарам.